18 месеци ја слушам истата реторика. Значи, прво, нерасипнички, ги имате скандалот ИПАРТ, имате дигитализација во влада, имате низа на други скандали, толку од расипништвото, тек ќе слушаме за расипништвото на ова влада. Да кажувате дека градежништвото ќе ви биде генератор на растот, а од друга страна да имате 50% капитални инвестиции, и да кажувате дека имате доволно капацитет, а главниот аргумент на комисиската расправа за буџетот беше дека толку е капацитетот, нема више компании во Македонија кои што може да работат градежништво, треба да се темели на две работи. Или на носењето на непалци и индијци кои што работат на коридорот 8. Во овој момент има 2500 вработени, од кои 2200 се странци, не се од Македонија. Главните изведувачи се странци, не се од Македонија, а главните подизведувачи треба да прашате кои се, затоа што е тајна. За да зборувате за коридорот 10, брзата пруга во која што главните изведувачи мора да бидат странци, како што и работниците ќе мора да бидат, и да кажувате дека генерираат раст, кој што понатаму ќе го гледате, еве да видиме колкав е тој раст. Во буџетот на 2026 имате предвидени 375 милиарди денари приходи. А ако годинава скоро ја завршувате на 310 милиарди, ви недостига 64 милиарди следната година. Бидејќи колегата Пренџов не е економист, но се обидува да барата со бројките, вика ќе имаме раст од 3%. На 300 повеќе од 3 кажа. Еве 4 нека биде. 3,7. Еве, нека биде 5. Јас сум прецизен. Еве, нека биде 5. 5% на 310 милиарди приходи колку што имаме, да имаме раст, ќе бидат дополнителни 15 милиарди. Ќе не достигаат некаде уште 55 милиарди. Каде е аргументот од каде на приходната страна, на планираните, ќе се обезбедат 55 милиарди? Да не зборувам за расходната страна, која што е над 417 милиарди денари. И затоа не го кажувам јас, го кажува Фискалниот совет, го кажува секој кој што барата со бројките. Ова е нереален планиран буџет. И јас дури кажав дека ме изгледа на предизборен буџет кој што може да се искористи. Дополнително, има уште еден дополнителен преседан. Отстапува од законските одредби, од фискалната стратегија и законите. За да слушнеме на комисија, што се секирате, ние сега ќе донесеме нова фискална стратегија и таму ќе го тоа средиме. Не може да се води држава со тоа што вие ќе направите преседан, па се враќате и викате, сега ќе го смениме, ова не е ништо, дали е 3,5 дефицитот, дали е 3, не е битно. Битно е затоа што државата така се води. Видовме како води држава СДСМ, ама морам, јас се извинувам господине Битики, ама